Патувајќи по западниот дел на нашата прекрасна Македонија, ова недела авантурите не носат на местото каде се составуваат живописните кањони на реките Радика и Црн Дрим. Токму на ова место, каде Радика се влева во Црн Дрим, се наоѓа вештачката акумулација Шпилије, попозната како Дебарско езеро. Колку само е преубава природата тука. Ми отвара апетит. Знам дека на самото езеро има неколку локали. Одам да видам што вкусно се подготвува тука. Дрилон. Не знам дали да кажам господин Дрилон или да кажам Дрилон. Малку си помлад од мене, ќе си дозволам да одиме на ти. Многу ми е мило што дојдов овде. Прво и основно прекрасно место. Ова е поглед овде чудо. Јас не прв што доаѓам во Дебар, ама во регионот поминував, го гледав езерото, ама секогаш од патот. Овде сме не од близко. Близко сме каши во езерото. Вие го имате овај ресторан, што се вика, како вашето име? Да, Дрилон, исто, да. Дрилон. Супер, луѓето не може да го утнат. Кажете ми малку повеќе за вас. Гледам од имате доручек овде за... Ова е за по човек, за колку луѓе овде оти, ова е огромно. Тоа е кралска маса ми правите денес. Значи ова тука го имаме, ние го викаме домашен доручек. Домашен доручек, да, добро. Имаме тука, значи имаме све помалку, имаме омлет, кашкавал, имаме пити домашни од нашите што ги правиме, има кифлиња, има значи све и за во Дебар имаме многу луѓе, секој ден луѓе што доаѓаат баш за овој доручек. Па се разбира. Кому давате на муштените ваков доручек, нормално да чекат пред врата да преубаво изгледа. Не, на вистина. Тоа не ретко и е во, да кажам, во ресторан да ви сервират ваков доручек. Какви пити, какви... Значи имаш да бираш, имаш сакаш традиционално, сакаш за доручек овие работи, имаш осите помалку, што го викаме ние. Колку години сте овде? Ние тука сме од 2002 година, како ама 20 години на почеток бевме само малку каде овој дел тука не беше, имаше само еден мал ресторан тука, беше со дрва со тоа. После по полека и ова е сега четврта година што го имаме овој простор тука, значи овој новиот простор со две терасите надвор
и сега очекуваме за септември да го направиме и делот што е позади нас што е. А, да, кога влегуваме, таму, да. Очекуваме тука и хотелот да го направиме тука. И хотел ќе направи тоа? За во септември Супер. го имаме планирано тоа. Браво. И сега Секогаш ќе видиме. добра идеја тоа е. Оти секогаш ми е проблем мене кога во ресторан вечера да поминам, да малку да пиеме, малку да повеќе да јадиме, да се вратиме. Навистина, ако имате формула со хотел, супер, одлично. Ја мислам оти тоа е навистина добра идеја. Многу ќе ве привлечи уште поиќе муштери да кажеме, што ќе дојдат овде. Друго прашање, гледам огромен езеро, правите доручек, сигурно имате други специјалитети, имате нешто риба, сигурно има полно риба во езерото овде. Нормално тука имаме и риба што е од нашето езеро, имаме краб што е од Дебарско езеро, да, што многу го сакат луѓето. Исто така имаме клено тука, а најдобрата риба што мислам дека е една од најдобрите диви риби на благи води е радичката пастрмка, која е ретка многу, ама мислам дека е една од најдобрите риби во Македонија што се наоѓаат кај нас тука. И тоа Да ти кажам право, жал ми е што немаме време да останеме и да пробаме, ма тоа ќе биде прилика за да дојдеме, за да се вратиме и да пробаме таа пастрамка. Оти навистина многу сакам риби, сум многу повеќе за морска риба, ама навистина пастрамката, крапот во Македонија е прекрасен. А сигурен оти овај од Дебарското езеро е малку посебен шмек. Вау, знаете што? Многу збориме, а? Мислам оти мора да малку да пробаме нешто. Што ни препорачуваш да почнеме? Сега не знам, малку ќе почнеме. Јас све сакам, тоа е проблемот. Од сите помалку. Ајде, од све помалку, да. Супер, одлично. Многу ми се допаѓа, имаме голема маса, а ја имаме екипа околу мене. Што се Значи има за сите, да, ќе има за сите, па се надевам оти сите ќе ни дојдат на маса после и ќе си јадиме тоа све заедно. Фала многу. Да. Браво. Све ова е домашно. Домашно, исто така знае тука и за дебарското сирење што е меѓу најдобри тука во нашата околина тука. Ова го земаме тука од едно село што е тука горе во Новак. Добро. Сирење, кашкавал, јајца. Ова, што е така? Ова е јајца омлет. Да, јајца омлет. Тенко направени така, браво. Јајца на око, ова Суџук. Ја ќе пукнам од јадење денес, ќе ми биде тешко. Знаете што, сопругата секогаш ми кажува, кога го гледаме емисијата, ама ти само јадиш? Ти само јадиш? Па да. Мислам ти, за почеток ќе биде... Ќе биде окей, ќе биде, доволно, да. Добро. Јадете и вие со мене, а? Ја мора да почнам, извините. Не оти не сакам да ве чекам, ама ова ме мам. Мислам ова се јади со прстите, а? Повкусно со прстите. Може да се лижат после. Исто така и овој домашниот е нашиот домашен ајвар и благото што го правиме тука. Браво. Да мислите сирењето е завршено. Да. Браво. Па ќе кажам, многу сум среќен, оти дојдовме во Дебарскиот регион. Прво, каде дојдовме, извинете, кај Дрилон, да го почнеме денот. Мислам, оти само што го почнеме вака, ќе не биде убав денот. Сет ден ќе го поминиме со прекрасни луѓе во еден прекрасен регион. Фала многу. Фала многу на вас што ме отворите пречека. време да бидете тука. На тој начин. Пред да продолжиме да јадиме, ми треба нешто. И вуаля. Поклон од нашите партнери. Фала многу, Витаминка. Витаминка, да. Све што прават, го прават со срце. Вие што го правите, сигурно го правите со срце, со љубов. Ја исто, кога се шетам преку цела Македонија, сакам да ширам срце, љубов. Повелете, едно поклонче од нашите партнери. Јас знам оти што има внатре, може ќе биде друг вкус од што ни дадовте на маса, ама ова е македонски производ, што го имаме сите во Македонија и ќе бидеме сите задоволни. Овде има и за децата. Не знам дали имате деца? Не. Ама ќе дојдат. Ќе дојдат. Да. А ние, знаете што? Ќе продолжиме да јадиме и одиме понатаму. Дебар со векови бил еден од најразвиените градови во регионот, како во економски, занајтички,
трговски, етички, така и на културен и социјален план. Из Дебар минувал главниот пат Вија Егнација и преку градот се движеле долги колони каравани во разни правци за Албанија, Солун и Скопје. Во непосредна близина се наоѓаат и познатите дебарски бањи, кои одамна сакам да ги посетам. Чекам да дојдам еднаш кај вас. Мило ми, сега е моментот, сме во регионот од Дебар, а знам оти СПА ги има најдобрите бањи, да кажеме овде, во цела Европа. Тоа сега да кажам, не само Македонија и Европа. Благодарам што сте денеска тука со нас и баш ни е чест да ве гостиме тука. Денес се наоѓаме во бањата во село Бањиште, инаку ЦАПА СПА располага со две бањи, кои што едната се наоѓа, едната се наоѓа во село Косоврасте и село Бањиште, кај што денес се дешава оваа средба, конечно наша. Супер. Не, навистина, верувајте ме, чекав од да дојдам. Одлично, баш многу ми е мило во текот на нашиот разговор и подоцна ќе ве прошетаме, чисто да видите како оди редот. Тоа чекам од вас да ми прошетате. Да. Тука нудиме и дел од медицинските третмари. Најпрво кога доаѓаат пациентите го прават лекарскиот преглед, кој што е безбеден и за нив и за нас. Докторот одлучува согласно медицинската историја на пациентот кои третмани ние што ги нудиме може да ги прави пациентот. Се работи, станува збор за електротерапија, фанготерапија, во народски познато како кал, кога доаѓаат често знаат да прашат дали ќе добиеме таа терапија со кал. Хидротерапија исто така. Извините што прекинам. Кал од овде од Не, тоа е директно од местото каде што издвира водата и од каде што се црпат тие. Добро. Извините што прекинав. Не е проблем никаков. Понатака располагаме исто со кинезитерапија кој што е делот од вежбите, тоа е многу значаен дел од целокупната терапија на пациентите, бидејќи е под надзор на физиотерапевт и има посебни вежби. Сме не водат доктори, лекари, има секојаш поддршка, да кажам, медицинска поддршка. Да, почнувајќи од лекарскиот преглед до сите терапии поред. Значи има редослед на терапии кои што се прават во текот. Дајте што, ја ќе мора да дојдам овде. Јас што се жалам оти, целото тело ме боли, ќе мора да дојдам кај вас. Обавезно, да. Колку би останале подолго време, чисто да видите како одат и каков е ефектот, пошто ефектот да речеме негде од 7 до 10 дена се препорачува. 70 дена треба да чекаме за да се Добро. Меѓутоа сепак јас сум рецепционер тука во ЦАПА СПА. Фала многу, чајче, топ. Како добри домаќини, Фала ви чај да многу. ве послушиме, да. Инаку тука располагаме со двокреветни, трокреветни соби. ЦАПА СПА нуди исто така и апартмани и вили. Вилите се скоро па најнови во изградба. Имаме 9 вили во кои што максимум 4 може да се сместат, прават исто терапии во хотелот. Вилите и располагаат и со собствено џакузи, со термоминерална вода, така да имаме за многу нешта да зборуваме. Што сакаме повеќе? Ја мислам да си го пиме чајто и да видиме каде се бањите. Може. Јас се согласувам. Ајде, ќе си го пиме чајто и ќе одиме да ги видиме бањите.
тој дел од Цапа Спа се работи за помошната кујна. Добро. Ве донесов тука ради тоа што во главната кујна служиме ручек, кога се служи, е време за ручек. И пол народ имаме горе. Преполно со народ. Окей. Така да, ве угостивме тука, се надевам дека Најважно ми беше да се сретам со еден од вашите готвачи. Ти си готвач овде, шефот. Да. Мило ми е. Јас донесов, не сакам да идам да незе сирење, сакам да додам тоа на шефот. Имаме сирење од нашите, како да кажам, поддржувачи, од президент. Повели, ми само ти сирење, знаете што е, многу употребувате. Овде имате мешавина од неколку видови на сирење што ги има од президент. Се надевам дека ги пробате и ќе ви се допаѓаат. Мило ми е што ве запознав. Па, фала ви многу што се запознав со шефот. Да продолжиме и со другите, да. Па да, ајде, продолжуваме. Ајде. Сега поминавме во преубав дел таму. Кажете ми точно што се случува таму. Се работи за спа центарот, делот каде што се прават терапиите. Првиот дел кој покажавме беше делот каде што се прави електротерапијата. Понатака видовте делот на масажите кај што се прават, хамамот, сауната исто така ја видовме, ги видовме малите кади, односно хидротерапијата, видовме фанго кај што се прави, значи имаме два дела на фанго. Ги видовте и за парови кај што се прават, така да тој е тој дел кој што го покажавме токму сега, ја го зборувавме на почетокот. Извините што параме, ма видовте кај преубави делови. Навистина, кога сте надвор од овде од објектот, не мислите оти има такви убавини внатре. Јас почнувам да се потам, онак ти навистина, местото е прекрасен. Чекам само едно нешто, да можам да се собличам и да ме масират и мене. Уау, навистина, прекрасно место. Супер. Имаме уште да видиме? Ќе продолжиме понатака да ги видиме старите базени. Ајде, одиме. Полетно. Ајде, фала.
Овде сме во римските бањи, така ми кажавте, а? Така, се работи за два базени од тоа време. Во овој дел се бањале мажите, прилично. Овде мажите, А добро. имаме уште еден базен во кој што се бањале жените. Океј. Ова е останато како културно наследство. Понатака се направени и дополнителни истражувања. Значи, се работи за странски истражувачи кои што ја истражувале водата. Водата е прогласена за прва во Европа, која што содржи минимум 4 грама на разни минерали во 1 литар вода. Така да тоа се тие податоци кои што говорат дека водата, согласно тие истражувања, дека водата е најдобра до сега во Европа. Ова не е изворот каде се бањаш и се враќаш помлад? Така е, така. Така се класифицира. Тоа е за нас. Јас со 55 години ќе се бањам и ќе се вратам. 20 години. Или 20, како сега. Ајде да се бањам. Не, супер, браво. Да го Има еден видиме друг уште? другиот. Ајде да одиме да го Повелете видиме. на оваа страна. Овде сме во вториот базен. Да. Женскиот дел, кажавте. Ово е женскиот дел, да, се работи за вториот базен. Значи првиот го видовме претходно. Океј. Работите се поделени на мажи и жени, исто така и терапиите претходно што ги видовме и тие се поделени посебно мажи, посебно Посебно жени. жени, Има одредени термини кои што може да користат и мажи и жени. Значи тоа зависи кој како си го прави распоредот. Точно така. Па Гледам така оти. и терапиите. Навистина вода е интересна. Чудна боја има, малечки извори така на страна и све. Вау, како беше Остатокот од тогаш, изворот. на тој време како беше луксус да се дојди овде, во ова преубаво место. Вау. Па Чудно би доаѓале овде. само високи функционери, Епа. познати личности, оние кои што можеле да си го преуштат. Фала многу за гестот што ни правите, Так. што можам да дојдам овде, да го видам тоа со моите очи и да го покажам тоа на гледачите. Се надевам оти тоа ќе им се допаѓа. За нас се завршува мале патување, да кажеме, кај вас. Фала многу за прошетката. Се Благодарам надевам да што се дојдовте видиме кај нас. уште нареден пат. Јас ви ветувам оти ќе дојдам. Сигурно сопругата не гледа. Да. Јас си кажав оти еден ден ќе дојдиме, ќе мора да дојдиме, да уживам овде. Може не овде, ама во центарот. Во спа центарот сигурно. Фала многу, Фала ви на вас. а ние продолжуваме. На самиот влез на градот се наоѓа еден од најубавите македонски манастири – Рајчица. Сместен во прекрасна природа, каде владеат спокојот и мирот. Овој женски манастир, кој го носи името на Свети Ѓорги Победоносец, се предпоставува дека е основан во 14 век, како мето на Бигорскиот манастир. Без разлика дали ќе го посетите како попатна станица или намерно сте во посета, ова убавина заслужува да се види.
само ова место, целов регион е преубав. Има толку многу да се види. Одам во близина да се сретнам со мојот пријател, кој ќе ми објасни малку повеќе. Епа, здраво, Здраво живо. господине Перо. Добре Вие дојде, сте? Марк. Да. Знамо ти луѓето ве познаваат, јас помалку, ама ми кажа да дојдам ке вас, оти вие живеете вовде во околината. Како се вика уште овде селото? Значи ова е село Долно Мелничани. Долно Мелничани. Долно Мелничани. Да. Марк, прво Преубаво место. добре дојде. Да. Благодарам. Подолго време се договараме преку твоите луѓе, преку твоите продуценти. да, точно. И еве конечно го исполнуваме. Морам да ти кажам само дека со оглед на тоа дека сум и јас во оваа област, во медиумите, добра емисија, добро тераш, О, одлично. ви благодарам. Одлично. И Фала така ви, ја запознаваме. Еве да им дадеме шанса да го запознаат и овој дел И сега. местото, па да, затоа одсем поентата е да дојдам кај вас и да ве запознам и да го запознаеме местото. Значи се наоѓаме на крајот од Мијачијата и почекотокот од Дебарскиот регион. Океј, мијачијата е, Мијачијата е кон Маврово, океј. останатиот дел е кон Дебар, односно во продолжение кон Струга и кон Охрид. Значи на делот каде што Радика се влева во Дебарското езеро. Езеро. Океј, тоа е. Ова е село кое што не излегува директно на вода, меѓутоа водата е 200 метри, 300 метри. Па тука е од нас. зидера, да. И Уште се неколку чувствува. чекори, Ние да. имаме неколку погледи, неколку локации со погледи од $1.000.000. Значи тоа ни е огромната предност. Инаку ова село, ниту јас, и генерално немаме жители многу. Вкупната бројка се 4. Што 4 луѓе живеат? Само 4. Не, цела година? 4 луѓе се жители. А во текот на годината сега имаме пензионери, имаме луѓе кои што доаѓаат, го менуваат Скопје за чист воздух, за мир и се за еден разбира, а? убав амбиент. Епа. Да. Не сме далеку 2 сати од Скопје да кажеме. Па со оглед на тоа дека се поднаправија малку патиштата во овој простор меѓу Маврово и Дебар, сега и дури и подобро. Малку полесно, да, малку точно полесно, така. така. Кажете ми малку повеќе. Оти овде дојдовте една преубава црква. Да, така Има е. нешто Ова е посебно значење за селото, оваа црква има Црква нешто. како црква секогаш има значење за Да, секое да. место. Ние сме практично влюбеници во овој објект овде, изграден пред век и половина практично годинава славиме 140 години од добро. оформувањето на црквата Света Богородица Пречиста. Си ја одржуваме сами, си се грижиме за неа сами. Луѓето се ентузијасти, луѓето сакаат да имаат ваков објект, а и тој во основа освен што има религиско значење, има и обединувачко значење. Ве собира, да. Така е. Ако селото е распространето на 2 дела и е оддалечено практично првата куќа од последната со оглед на височината, на норската височина и доста. Меѓутоа овде се среќаме. Овде се наоѓаме. Браво. Имаме 2 големи празника. Океј. Имаме Богородица во текот на летото 28 август и тоа е Океј. овде плева од луѓе, тука Има мала Богородица, Ова е големата Богородица, така е, Добро. на крајот од август. Имаме водици, кои водици. што траат нели 3-4 дена, ние овде го правиме тоа со сите адети, со сета забава што може да постои. Знаете кога доаѓате од Скопје од бетон, Што го фрлате крстот од овде до не. Па ние имаме модифицирана верзија, Океј. ние крстот не го фрламе, ние го доделуваме. Покрај вода, да, Океј. меѓутоа тука сме поразлични. Знаете, секој место во овој дел, од Маврово до Струга, а тоа се многу села, главно се иселени. Значи, говорам за сите религии. Сега зборувам за Мешани, па за христијаните, ова е македонско село, сите се иселени. Значи, главно во Скопје, меѓутоа имаме и на други Се, делови. они се враќаат викендот овде да уживат Па во вие имате убавините. среќа да се погодите за викенд, па да има овде луѓе. Инаку овде може да се случи во текот на декември, јануари и Никој. февруари Живо пиле. да нема луѓе, да. Па гледайте, имаме среќа да дојдеме и да се сретнеме со Перо. Тоа е Мислам, практично сега туристичка населба, така му доаѓа, веќе не е село. Добро. А и објектите што се градат и што се направени не се типични за мијачкиот крај, да речеме. Оние големи куќи со 20 Камен, соби, да. па сега нели деленици и така натаму, ние имаме главно викендички. Па да. Помало практично, Така е, ете така. така е. Све што треба во една куќичка. За одржување, Да. за- Супер што ми кажувате се тоа, ама јас дојдов и да видам малку убавините, ама да знам малку што има како посебна храна. Имате посебни специјалитети овде од регионот што го спремате, што го имате. Кажете Значи ми прво малку. треба да говориме за тоа дека ова е главно многу сиромашен крај. Добро, окей. Сега говорам за наназад години, децении па и векови. Од овде луѓето главно оделе надвор на печалба.
Океј, печалбари. Тие што останувале овде, сопругите, се занимавале со ситно земјоделие, меѓутоа тоа нема такви димензии, како што е во некои други делови од Македонија, да не зборувам сега за агрокултури, за големи посеви и така Овде натаму. малку по планина, по такви стари, Така, тешко е овде да се користело секое местенце да се насади. И сега дали биле тоа земјоделски производи, дали е винова лоза, дали се ореви, меѓутоа генерално немаме ние некаква одлика најконкретна, пошто ти речеш е препознатлив делот. Да, точно е. Овде има сирење. Да. Во целиот регионот има сирење. Така, целиот Галешник, регион. Лазарополе, Гари, во сите села Така. препознатливо е по овците и по овчето Така. сирење. Ама овде што имате нешто друго? Ние имаме неколку јадења што ни се препознатливи. И кога доаѓаат нашите пријатели, ти можеш да им понудиш се, меѓутоа она што не се среќаваат се така наречениот таралник. Таралник, Да, добро. така е. Океј, таралник. Може би ќе имаме можност некогаш во некоја друга ситуација да го направиме некаде со некоја бабичка. Па тоа ќе Да, мора да многу дојдеме лесно, пак да многу се видиме, едноставно. па да. Има тука неколку други работи од типот на аландити, Аландити. валагушки, што се по принципот на палачинки редени со Океј, како ѓомлезе, ама малку на друг да, начин. ајде. со внатре со извар урдан или како велиме и така натаму редени. Вау. Тоа се тие работите на кои исхраната главно е она традиционална, се знае, компир, граф, орис. Тоа е Она тој што практично сега- малку успева овде, Да, ма меѓутоа и не многу. Ми зборевте за тој таралник. Така е? Како се прави тој таралник? И таралник за мене е име, ама како што е таралник? Таралник на многу места по земјава го знаат и како тараленик. Тараленик, Да. И може би уште некој друг израз. Станува збор за јувки, тарана. Сето тоа се јувки, подпекува, тарана, јувки, да, добро. се подпекува без вода, па се дотура вода, Вода. па после тоа се крши, се растурат кога ќе се испече, па одозгора се полива со основната верзија со кравја маст. Нешто многу едноставно, нешто Да. многу ефтино, меѓутоа нешто и превкусно. неверојатно вкусно, да. Ау. Сето тоа оди нормално со млечни производи од типот на сирење, извар, кашкавал и така натаму. И една убава салата. Салата по дефиниција. Со се оди. Доста зборевте за јадење. Доста. Мислам дојдевте за Да. одиме Ајде да видиме црквата. внатре. Повелете, да, Ајде, повелете. Ете тоа мисле. Ајде да. Здраво, здраво, добар ден на сите. Повторно сме во мојата кујна. Мојата кујна. Кујната на Прима, Нептун, Беко, Карес и сите други партнери што се со нас одамна и што не помагаат. Ајде, денес бевне во Дебар, прекрасно место, Дебарско езеро, преубаво. Бевне во еден место, како се вика Дрилон, таму доручкувавне, имаше поглед кон езерото, беше врв. Се шетавне, отидовне во бањите, се шетавне малку секаде. На вистина, не знаев точно што да готвам. Оти немав многу идеи. Тревки и такви ствари и све. Гледав малку по Google, како сите правиме, што е специјалитетот регионот Дебар. Знаете што ми пиша? Јагне со сливи. Ајде, па зашто да не? Ке направиме денес јагне
со сливи. Андреа се знае, зедов неубаво парче, бутче, така ми извади коската. Топ парче месо. Мерси, месо Андреа, како и секогаш. Имаме сливи, кромит. Сакам малку да му додам малку тој ориентален вкус, ориентален мирис. Имам овде, многу сакам кимјан, ќе му дај тоа преубав вкус. Навистина, да кажеме, дебар е делот преку Албанија, тако нешто. Има малку други вкусови, други мириси, други начин на готвење. Па тоа ќе го правиме и денес. Ајде да почнеме прво со парчето месо. Знаете што? Бутот многу се допаѓа. Нема да го вариме, нема да го печеме сати, ќе го направиме на брзина. Што ќе направам? Мора да направам како парчиња, не како плескавици, ама убави, долги парчиња, што ќе бидат лесни за печење и лесни за јадење. Па да, вака. Мислев прво да направиме стил како ражнич, ама не треба. Ке го правиме вака, ќе биде многу полесно. Сосот со сливи, малку чудно ви е, и мене ми беше чудно. Навистина, специалитет во регион Дебар, сливи. Чудно. Ја не ги видов никаде сливите. Може и никнуват во места така малку скриени, ама прекрасно поминавме. Не знам дали ги видовте бањите, бев многу воодушевен. Бањите е еден посебно место каде може да се ужива. Ја мислам оти, ако останев таму, нема да ме да видите 15 дена. Јас многу се жалам, ме боли телото, ме боли тоа, ме боли тоа, ме боли тоа. Све ме боли, а ми кажа, за се која болка има посебна терапија. И кажа, јас ке се вратам таму, ке одам. Чекајте. Сега одиме да ги печиме парчињата од јагне. Ајде, грил тава, максимално, многу брзо овде се топли тавата. Одиме на индукција. Многу подобро ми е за вакво месо, полесно ми е. Ке правиме сосот тука, овде ке го печиме јагнето, топ ке биде. Вуала. Да, директно. Да, вуала. Топ, секоја парчиња, така посебно. Многу е убаво. Ми остава малку мрсно, така меѓу. Како ќе биде убаво. Многу ми се допаѓа. Знаете, секојаш кажам многу ми се допаѓа, многу ми се допаѓа. Ме навистина, многу ми се допаѓа. Вуала, нека се пече. Да дам малку кимјан, како кажав. Вуала, ќе му ставиме малку дафинка. Вуала. И ке намалиме малку јачината, да си продолжи полека да се печи. Овде меѓу време ќе почнеме. Да, ќе почнеме сосос, ама продолжуваме рецептот. Малку розмарин, перса, кромит, што кажав, сливи, опа, мирис прекрасен. Ке му ставиме обавезно малку и лукче. Оти нема готвење без лукче. Вуала. Това тука. Продолжуваме. Кромит. Нека се пропржи и имам овде малку доматен сос, салса. Многу добро ќе оди со сливите. Тоа пак ќе кажам, тоа е мој додаток. Сливи, што е? Овошје. Домат, што е? Овошје. Со овошје. Ќе го мешаме. А само да се пропржи малку. Преубаво изгледа. Неколку зачини. За да одиме побрзо, ова ќе се пржи, ќе се стопи малку, ќе додајме сос и ќе оди, знаете што, во блендерот. Ќе го изблендираме, додаваме малку шекер плюс, оти ги пробав малку се киселки, така. Ќе додаваме малку шекер и така ќе биде нешто благенце, со јагнето ќе биде врв. Јагнето да го превртиме уште еднаш. Ова нека стои. Да. Јагнето сега ја симнив температурата, он продолжува да се
да се печи, да се вари во меѓувреме во неговиот сок, да кажеме. Вуала. Супер. За да оди малку побрзо, малку вода. Така. Така се додава како пареа. Пареата што ќе прави? Ќе го свари месото и ќе го држи меко. Месото нема да се исуши, продолжува да се печи, пареа да го вари и да оди процесот многу побрзо. Ајде. Вака. Нека се продолжи. Овде, при крај сме. Вала. Да. Ми само ти овде фали малку исто дафинка. И да им ставиме доматен сос. Ова од фамилијата Манасови, ќе се препознават. Све се употребува. Тоа е. Тоа се емисиите од авантурите на Марк. Марк, све што истражува цела Македонија, од Македонија си земува сите наменици, од сите што му подаруваат, што си купува и све тоа, и прави преубави рецепти. Вау. Топ. Продолжуваме со месото. Месото уште малку и е подпечен. И ова и уште овој. Тимјанот си прави својот ефект. На крај ќе му додавам уште малку. Ама ова почнува да личи ова. Многу ми се допаѓа. Насимниме малку температура, и ќе може да изгоре. Една лажица ми треба. Ќе земам една лажица позади. Вуала. Yes. Знаете шо? Мислев да го блендирам, да. Ќе го блендирам, ама ќе држам неколку парчиња вака, чисто за презентација. Останаткот ќе го блендираме. Така ќе направам. Овде ќе држам малку за декорација, а останатокот ќе го употребам да го блендирам. Ајде. Блендер. Дојди тука. Блендер Беко. Обавезно. Беко, можам да кажам оти, све имат за во кујна. Ви треба блендер Беко, ви треба маталка Беко, ви треба друг систем на блендер Беко, микро Беко, фриго Беко, Беко секаде. Ебе воля, чекајте месото. Почнува да фаќа боја, малку повеќе, да пазиме да не ми изгоре. Оти индукција е многу добра, многу ја сакам, многу е брза, многу е и јака. Треба да се пази како се употребува. Вуала, намаливаме и додаваме малку уште вода. Да. Ајде. Одиме со сосот. Ова можеме да го ставиме на страна. Намалуваме. Блендер. Многу лесно. Многу сакам овој блендер. Навистина, многу брзо врти и заради брзината може да прави сос многу, како да се каже, многу тенка, не многу тенка, многу лесна, не знам, не го знам точно зборот, ама ќе видите на крај. Извинете да се вртам, да се гледа што ставаме во блендерот, да се покажа оти ништо не е ни изгорено. Ала. Ова е многу добро со силиконот на крај. Гледате. Хап. Све вадиме. Ала. Малку вода. Добри сме. И ова можеме да го блендираме. Одиме. Спремни? Опа. Вуала.
ова е. Сосот е при крај. Уште малку да се блендира. Додека се блендира, јас ќе го мешам уште месото, при крај сме. Хо-хо. Вау! Месото минута спремно. Ова не е спремно, ова е совршено. Браво. Многу сум среќен. Мислам ти ќе биде пак една успешна рецепта. Ова ќе оставиме на страна, да правиме малку место. Hala. Тањир. Хоп. Одиме сега на, како се кажува, презентација. Се бриши. Хапс, хапс, хапс. Вуаля. Останатокот што го кажав, што имав од убавото овошје. Можеме да ги кажеме, ставиме така. Малку. Во средина. Месото не мора целото да го употребиме. Чисто да ставиме убаво парче. Вака подпечен. Второ парче подпечен. Стоп. И. Што ви кажав? Како личи ова? Преубаво, Сега одиме со сосот. Вака. Да. Валя. Од една страна ги имате овошјето, како да кажам, сливите во сос. Овде имате сливи во сос, блендирани. Имате две стил на сосови. Во меѓу месото додаваме уште малку од кимјан на тоа. Одиме на декорација сега. Сакам само малку да правам малку по шоу. Ете малку од кромит суф. Малку од копар и да завршиме со власец. Ова сега почнува да личи. Каде сте? Тука? Тука? Каде сте? Тука? Дојдете поблиску. Хајде. Гледате го тањирот? Како личи тањирот? Преубав. Завршивме за денес. Рецептата од Дебар, мислам ти беше прекрасна. Да не заборајте, денес, последниот ден за Унибанк. Ако денеска не завршувате 10 пати, 10 плакање со карта Mastercard, више Куба, залета. Чао, нема да го видите Куба. Брзете се, последниот ден денес, а ние можеме да кажеме Mission Completed, јагне со сливи од Дебар. Се гледаме наредната недела. Фала на Прима, фала на сите, како да кажам, поддржувачи од емисијата. Продолжете да не следете на социјалните мрежи, YouTube, Instagram, Facebook, сите социјалните мрежи и ние се гледаме наредната недела. Тука сме за вас.